Dejan Карбенски, дипломиран съобщен инженер, Мишко Богдански, дипломиран граден инженер и ръководител на производство, Тони Джокович, дипломиран машински инженер и инспектор за съобщение, Васко Боровски, соработник за защита на животна средина. Знаеме дека главният факт е нели теко се движи, одат одберно од туристите, јас па морам да говорам за туристите, не се си кажу на некој интерес. Идат од Смомиру према Берово, одат од Озоре и на Креманци продолжува према Беровско. Зарем не е поприродно теко на еднонасочна улица да биде обид. Зашто во Згоре одиш спрема центар и си тераш надолу. Значи, ем си избегнува таа улица правата нагоре, што се искачува џумката, а таа да си видел Белградска или да може да ги конектира тие две улици. Значи, спроти паркот тука на Недјулјо Малишевски, од другата страна има простор за едно паркингче од 7-8 коли сигурно, па и да не са толку, нека са 5-6. Значи, да имаме после тротоаре, значи тука има еден дел што е запустен са. Дали не може тој дел да се поплочи, таму, например, едно 5 коли Това е според Теохарови, така? Да, од Теохарови до таму бараката, тој дел. Тој дел е таму запустен и мисля дека може да се поплочи. Врз основа на почната поставка преку општината и повеќе време следена состојба на фреквенција на сообраќајот во централното градско подрачје и утврдените аномалии, пропусти, слабости, тесни грла, отпочнаме постапка за избор на економски оператор кој ќе изврши изработка на соодветна проектна документација за нови сообраќајни решенија, со основа на кој веќе преку Советот на општината е донесена одлука иницијатива за отпочнување на променен режим од сообраќајот и денес имавте можности вие како медиум заеднички со граѓаните. Ни беше многу важно нивото мислење да видиме што тие мислат за новопредвидениот режим на сообраќај кој морам да напоминам е во фаза на изработка, не е донесен. Сакавме денес токму тие причини беше свекан состанокот да ја ги слушнеме нивните мислења, нивните сугестии, предлози секако, со кои практично нашето решение или решението кој го нуди општина Берово би било или подобрено или делумно изменето се со цел да овозможиме подобар проток или подобар сообраќај во централното градско подрачје, особено во периодот на летната ферија, кога реално е зголемен обемот и фреквенцијата на учесниците во сообраќајот, а и секако сме место кое треба да го промовираме туризмот, а со тие тесни грла создаваме одредени проблеми во редовното одвивање на сообраќајот на подрачјето на општина Берово. Прифатените иницијативи ги евидентиравме и во соработка со надлежното одделение кој покрива областа на сообраќајот и секако со проектантот ќе ги разгледаме и во зависност од нивната издржаност ќе видиме дали можеме да извршиме одредени измена на предложениот режим и повторно би свикале состан да ги доутврдиме одредените иницијативи, доколку има потреба од нивен внес во новото решение и на тој начин на задоволство на поголем број на граѓани да донесеме решение посоодветно и на тој начин утврдиме нов режим на сообраќај во тој дел од градот. Веќе во најаве и втора средба со граѓани која треба да се одржи за известно време, исто така се внесува за утврдување на режим на сообраќај еднонасочен, бидејќи и во тој дел од градот заради неможноста од проширување и реконструкција на улицата, неминовно се наметнува потреба, а се создаваат тесни грла и ситуации во кои може во некој понаврат имало и сообраќајни несреќи или практично проблеми кои предизвикуваат отежното движење во тој дел од градот. На тој начин сме обврзани да и тука понудиме друго решение, во зависност од самите предлози дадени за второто решение. Исто ќе ги земеме во предвид и повторно би свикали средба со граѓаните се за цел да знаат за што разговараме, што е нашата цел и кое би било решението за да самите тие бидат подготвени во моментот кога ќе биде истото добиено согласност од Собор Штип, поминето на седмица на Совет во втора фаза и на крај кога би значило од кој период од годината истото би станало, би било важност и би се користило за понатамошно подобрување на сообраќајот во градот.